Сецко, добре дојде у Хитмејкер. Добро ве најдов. Фала ви на поканата. Сецко, ти си, како да кажам, жанр у музиката сам по себе. Па може да се каже, да. И требам 40 години више на сцена. Кажи ми, да треба, пред тебе имаш Телекастер, пред тебе имаш Vox гитара и да кажеме, кажи нека друга заебана гитара. Ја зебана била Вандреша, немам, иначе би одрал. Италијанска? Да, Може, да. може, ето и таа. И сега треба да избереш само една гитара за еден ден. Пример, треба да правиш песна, ствар за Мугер Фугер, треба да правиш за Клара Левински и за Lux Expedition. За кој бенд, која гитара ќе одбереш? Expedition е Телекастер, да речем. Така? Да. А Tin Lane. да. Било кој Телекастер да е. И оној стандард. Тоа му е намената. Онда за Мугер Фугер би го одбрал Vox, да, одлична гитара, пошто имам Vox, Teardrop или Spitfire или било кој. Сите тие од 60 години Voxовите се одлични, експериментална гитара. А Вандрене или лично не сум свирал, само сум гледал Да. како изгледаат. Тие се Таа е опаква, недостижна, скапи. да. И скапи се и Да. посебни пластика, дрво, Да. дизајн, Девид Бови. алуминиум, да. Па и има пуно фаци, да речем, омилена гитара е на синот на Џон Ленон. Исто, на он Шон. свири. Не, на Шон. Да, на Шон, да. Дори си има сликано со неа пар пути. Да. Одлична гитара. Се ова ме наведува на едно размислување дека веќе во главата однапред имаш разграничено како стилски се треба да изгледа. И ги канализираш зависно за кој бенд работиш, се свичнуваш. Да, тоа мора да го научи, знаеш, тоа е некаде малце тоа Тој пач го уклучуваш у прав канал. малце тоа тешко некаде го разграничиш, пошто мене ми беше матичен бенд Expedition и кога влегов у различни проекти, да речем Мугер Фугер е бенд што го направи сам, па Ексик претходно. Па после свирев со Горан Трајковски чисто околина и тоа е стварно е тешка работа. Свириш окей, ама не знаеш дали си дел од причата. И стварно е потребно нека свириш за да сватиш дека овде сум тој, таму сум друг. Битно влегуваш, па Да. Тоа е како некоја гледаш кај те носи се во... Да, како глумец ти дале улога негативец, позитивец, разбираш, негде си криминалец, негде си хуманитарец и тоа е тоа. Мислам, треба да ги играш, да знаеш сите улоги да играш, не само една улога. Ја за тоа сум се прилагодувал на различни места со различни луѓе и улогите се менуваат, да речеме. Мене во Карла Левински ми улогата исто е лидерска, значи ја го водам бендот, таму сум, освен што сум музичар, сум и лидер на екипа. Како се снаоѓаше, например, каков ти е филингот, дали поинекогаш ја доживуваш свирката, песната, затоа што сега си и вокал? Да, тоа е сасвим нешто ново за мене и тргнав, да речеме, од буквално од нула. Не ни знаев што ќе посвим, дури пуно луѓе кои ме познаваат не ме храбреа да пеам. Се навикнаа други да го прават тоа место мене и не ни знаеа дека можам да отпеам. И никога ги изненадив, знаеш. Али вокалот, како и пристапот кон гитарата, звучи се освен стандардно. Да. Па добро, и таква музика е тоа, а ја и таков концепт имам во главата, значи на вокалот не треба да се користи само како средство за пренесување на зборови, него мора да има и одредена боја, како што имат и гитари, така да ја често пати сум ги боел вокалите низ посебни миксери што ги имам тие винте со дисторзии, со еха, со реверби, со хоруси, знаеш, такви ефекти кои што муабет октавери меѓу мене и Горас Чаповски. Идевме на турне сега на концерт у Подгорица. И му признав нешто. Дека као тинејџер прво многу ги сакав. Низар у 8 оделение, со 8 славевме нова година, нели со албумот и така натаму. Меѓутоа, кога ги видов лајв, првиот впечаток као тинејџер, знаеш, кој што тек свири нешто на гитара. Си кажам, дали не зеза
а паралелно гледаш Џо Сатријани, Стиви Вај, нели, се примаш. Да. За после тоа, тотално да ми се сврти цело мое поимување од начинот свирење гитара, да сватам дека он свири на начин како што секој еден треба да свири, а тоа е да свири како што свири сам човек. Да. Не како овој, не како оној, туку кој ќе го слушнеш, знаеш дека е тој. И затоа го поврзувам сега овој муабет со тебе, затоа што Сецко да дојде у бенд, да примаш бенд со Сецко, никад не знаеш Сецко што ќе отсвири, што ќе му засвири во глава, што ќе излезе од него. Па да, и ја не знам што би било, да речем, ако би свирил твој проект, не знам како би се изразил. Значи, не тргам со претходни некои претпоставки или овака треба биде, така треба биде. Значи, улетувам екипа и тоа што сум ја, тоа ќе искочи, пошто тоа сум го сватил со тек на време дека рок н ролот не е институционална уметност, туку дека уметност, дека тоа направи само уметност. Доволно е да знаеш 3 акорди да почнеш да си искрен. Секако дека има разлика студио и лайф. Дека сепак за лайф треба гитарата да ти направи вака, тука сум ја, ти биди на сцена свири, не се грижи, а у студио дека треба тоа да биде нешто шо по-интересно, нестандардно и така натака. Каде ја наоѓаш средината? Дали точно тоа што ти е на снимак, значи таа гитара што идеално одговара за аранжманот, можеш да ја употребиш и лайф, или сепак за лайф бараш нешто, нека средина што ќе те даја вака грб? Ја обично користам една гитара сега за Карл Левински, една гитара и една за бекап имам, значи. Ако пукне жица или нешто се деси непредвидено, значи таа што и верувам и на таа свирам и таа што се осеќам. Зборам и за други проекти што се свирал на милиард. Да речеме со Мугер Фугер свирев на еден концерт по 15 гитари ваде, пошто беа различно нашимани. Секоја гитара имаше посебен шим и таа свирев у студио фактички како главна гитара, се позадина има и други гитари како леери што ги користам. Обично никад не снимам само една гитара, него снимам со различни гитари со различни карактери, различни дисторзии, различни звуци, негде иде клинот заедно со драйвот и така натаму, знаеш. И сега сакам да ги поедноставам работите у тој смисол, да не се товарам многу со опрема. А иначе во студио, еве за Карл Левински користев, да речеме, оваква техника, ги свирев оние грувовите и рифовите, ги свирев прво на една гитара, па после ги свирев у октава, истите една октава, па после тоа свирев гитара што нашима на уриф. Значи што има да речеме а и таа е целата уриф како што фаќа, значи и тие фактички три се залепија во едно. Значи не е само земи гитара и не, наука, свири, туку што се би можело од таа гитара да биде како регистар, како штим. И треба да оркестрираш после тоа, да знаеш каде таа треба да снема, доста беше со неа, нешто друго. Па нека иде некој, нека направи кавер или нека украде, ако знаеш. Тоа е стварно нема тешко. да знае да наштими. Тоа е стварно тешко. Мене ми често пати кога се навратам на некоја песна наназад и ми треба време за да сконтам како сме свири. Не ми јасно, знаеш. Поготоа ако тюнинг некој посебен, ако не си го запишал тюнингот, тоа нема да се врати моментот. Ма некој не може да ги откриш како се свирил оригинално, зборам, може да преработи. Значи, оригинално како што сме замислил, да речеме, сум користил некои штимови, да речеме Г, па после фис, 4 жици, Г, фис, и така сум свирил некои песни. Некој сум користил со неколку цис, една Г жица, разбираш? И така. Ај го спомнавме го, пак ја спомнам. Ми враќа гитара и ја удирам вака и не знам што е. Значи ја наштимал некој штим кој што он знае што е. Да. Ја требаше да ја барам што се штимува. Доаѓа на гости Лепи Џони и Љупа. Да. Он си сака штимове, не? И Љупа ја фаќа гитарава и он не знае што е, али имаше еден епик момент кога Љупа свири на гитара од штим на гораст, почна да биде креативен и у момент почна да прави некоја ствар. Сега си седиш вака, знаеш, ама си го имаш тој епик момент кога го гледаш него, со
штимов од гора, знаеш. Да, па тоа е Сакам да ги охрабрам, значи и ова твоев муабет, значи ти као човек, као музичар, као гитариста, да ги охрабрам младиве гитаристи дека не е се стандард штим или дроп де, туку гитарата да, е знаеш, океан. ќе го надминеш тоа некој период, значи више ја у некои песни не знам како ќе ми кажат цисе и сега каде е цис у тој штим. Ме различува на цис. Не сакаш пошто све е другаче на штим. Другачи распоред на жици има. Знаеш, повеќе свириш на осет. Значи не се базира на твоето знаење, него на она што осеќаш, како осеќаш и експеримент. Така, кажи ми, има ли шанса пак да се вратат Мугер Фугер, Ласт? Па гледај се ја, Енко не е тука. за мене Мугер Фугер е проект кај што ја бар се осетив. Во последниот период кога ги работев на албумите, иначе обично издав албум за албум, секоја година по еден албум. И едноставно речено јас се осеќав истрошено од таа идеја, не можам ништо ново да пружам. Да. Мислам, можев само иако бендот е тако експериментален, многу различни албуми има од првиот до последниот, сите се, ама веќе гледав со тој концепт дека не можам ништо да пружам ново, знаеш. И затоа ги направив Карла Левински, кај што имам сосем поинако концепт, значи се користат рита машини, семплери. Ти влијае ли свирење тој мултитаскинг на пеење и свирење? Многу ми е оттежнато, уште ми треба време да се прилагодам, затоа што буквално скоро постојано свирам, треба да пеам и да газам по педали, значи да ги памтам текстовите. Значи на све ми тоа исто време некад ми се дешава. Види, еден од моите херои, гитарски и секакви као музичар, Френк Запа, никогаш не засвирил додека пее. Или е вокал, или е гитара кај него. Па веројатно сака да има фокус, само на едната ствар. И тоа е можда паметна работа. Истото го, да. Свириш, пееш, у таа галама знаеш како го наоѓам и многу често и кај Моно Неон, басиста еден, кој што е фанк музичар, джез фанк, кога пее не свири, измеѓу строфи, измеѓу стихови удара фрази. Да. И тоа да кажеме од некоја прагматичност веќе доаѓа до некој стил каде што тие паузи уствари прават и многу услуга на самата ствар. Аранжмански, таа комплементарност. Да. Текстот поиш искача до се фокусира на вокалот. И текстот искача и фразите се као прашање одговор со текстот. Таа гитара што треба да се истакне, нема. Значи у таа дупка влага вокалот е прв. Да. Тоа е окей. Кажи ми, кога снимаш онака гитара, предпоставljam само преку микрофон снимаш? Да, строго. Еден или поише? Овој последниот албум го снимав све со две појачала, два микрофона. Значи не фаќаше некој радио кој ги уклучи. Не. Vox AC30 Marshall Blues Breaker, па после тоа Orange со сапро појачала. Значи не само моите, на оки гитарите и други, све снимав стерео и снимав со микрофони. Прво почело да нешто за мене, ја ги викам стандард канцелариски микрофони, како што има Sennheiser долгиот 441. Да. Со него почела и потоа продолжи со малце поагресивни микрофони, оние како исто Sennheiser 421, оние динакорд да е многу шарп, сличен на него, и ги спајав со различни карактеристики да бидат сите микрофони, гитари и појачала. За не се судираат меѓу себе, знаеш, има многу гитари свира за да сами се најдат, да не биде. Дали некојаш некоја грешка или неочекувани нус појави во сите тие експериментирања резултирале со нешто што не си очекувал и те инспирира? Па ја и сум направил песни од такви грешки, значи останала педала да мотам. Знаеш, поготово некои албуми со Мугер Фугер што сме ги снимале на лента онака, оди лентата и тоа ти е пола сат, значи правиме сешон, прво сешонот го снимаме, па врз сешонот додаваме други работи. Врз канали, да речеме класично бенд како што свири, после додаваме. И сега некој остил ехото го остил со фленџери, дисторжон и евелопер, знаеш, свето уклучено на 10 педали, иде опашка и му кажаш осего, знаеш. И на таа опашка лепиме после бубањ, се останали испаднале најбољи песни, тие уопште не биле предвидени. Да речеме со Ицкова, чекајки го реате, така направиме. Од опашка, од ефект, значи само
опашката и таа трае 5 минути. Опашката на таа опашка, значи на ефектот се залепени бубњови, бас гитара и све останато. Многу добар спој сте со Ицко. Таа негова филозофска мисла и твојата филозофска музика. Да. Сецко, фала ти многу што дојде. Фала ви Се на вас. надевам на уште многу проекти. Немој да се штедиш. Троши се у секој бенд и прави нов. Да, тоа ми е работа сега, знаеш како тоа ми на некој начин повикот и даден ми е талент да работам на тоа, што се вика има и други чекаат наред, разбираш, за тоа. Енко како е, добар ли е? Ќе се враќа? Добар е. Он некоја збори ќе се враќа, некојаш не. Ќе видиме. Ќе видиме, ако се враќа, добро дојдеме. Ја ради вас прв пат почнав формула да следам. Да? Порано, знам, пред 30 години идев кај вас формула, гледавме и ја тогаш немам видено некој толку страствено формула да следи, знаеш. Се да ти е јасно колку секунди, вакви гуми, толку литра става и бензин. Тоа Енко е по формулата скроз. Ја обично кога сум гледал формула, тако друштво знам да гледам овака со луѓе, ама ако гледам сам заспивам. Наупива звукот на мене. Дим и за кратко време заспивам. Цецко, фала ти многу што дојде. Еве брат, Се гледаме. се видиме.